По малку необичен распоред, Ауди прво го ја представи караванската верзија на А6, а сега ја лансира својата бизнис лимузина која секогаш имала многу поклоници. И на самиот почеток од Инглштад порачуваат дека незината аеродинамичност е на врвно ниво. Само 0,23 е отпорот на воздух што ја прави најаеродинамичниот модел со мотори на согарување. Тоа го потврдува контурата што комбинира елеганција и спортски стил. Впрочем, тоа Ауди го имплементирал секогаш во своите модели од оваа класа, па не треба да изненадува што новата А6 ги распламтува страстите повторно. Спортските манири на возење се второто име на лимузините со 4 прстени. Со опционалното адаптибилно воздушно подпирање понудена е синтеза на спортско и комфорно. Споредено со стандардната постава, каросеријата е пониска за 20 мм, додека во спортскиот модус на поставеност таа се спушта за дополнителен сантиметар. Уште едно опционално остварување ја прави новата лимузина уште поагилна. Тоа е управувањето на сите тркала, кое овозможува уште поагилни и прецизни маневрирања со директен одговор на командите на управување. При мали брзини ги врти задните тркала до 5 степени во спротивна насока на предните тркала, со што ја приспособува управливоста во градски циклус на возење и остри свиоци. При средни и големи брзини, овој систем ги врти задните тркала во иста насока со предните, за да овозможи попрецизни маневрирања. Иако Ауди е фокусиран на електрификацијата, во новиот А6 се нудат благо електрифицирани бензински и дизел мотори. Тие се застапени со 2.0 TFSI бензинец со 4 цилиндри и 2.0 TDI дизел со исто толку цилиндри, и двата произведуваат идентични 204 конски сили. Тука е и помоќниот 6-цилиндарски 3.0 TFSI со 367 конски сили. Сите се впрегнати со системот Mild Hybrid Plus, опремен со батерија од 48 волти. Со полн газ електричниот мотор може да обезбеди дополнителни 24 конски сили и 230 Нм вртежен момент, а исто така користи енергија од сопирањето за полнење на малата батерија. Според Ауди, ова поставка му овозможува на А6 да вози исклучиво на електрична енергија за време на маневри со мала брзина, како паркирање или полнење низ градскиот сообраќај. Она што се истакнува, исто како и кај караванската каросерија, е првокласно патничко искуство, потенцирано со 30% поголема звучна изолација во однос на претходниот модел.